Очигледно е дека Груевски сам не го организирал ова, туку зад него стои една многу сериозна организација и на внатрешен и на надворешен план. Кога зборувам за надворешен план, пред се мислам на местото каде што сега се лоцира дека се наоѓа поранешниот премиер, земјата преку која морал да помине за да стигне до Унгарија, а на внатрешен план негови поддржувачи, соработници, па и зашто да не, веројатноста дека има и платени организатори сето ова да се изведе. Но овде е многу побитно не само организацијата на бегството на поранешниот премиер Груевски, туку што правеле институциите за да не дојде до ова. И тука апсолутно мора да се лоцира одговорноста во три сегменти. Прво, Министерството за внатрешни работи, односно полицијата, со оглед на сериозноста на пресудите и она за што е обвинет Груевски во понатомошниот судски процес, морале да водат сметка за секое негово движење и да не дозволат било какво изненадување. Значи, институциите, вклучувајќи го тука и Министерство за внатрешни работи, не е само да лечат последици, туку и во превентивна смисла да делуваат, а тука очигледно е изостанато, ако не е тоа веќе некоја друга сфера на размислување што постојат како идеи меѓу граѓаните во Република Македонија. Вториот сегмент е сегментот на обвинителството. Во случајов специјалното јавно обвинителство, кое го обвини Груевски и за овој настан за кој е осуден на 2 години затвор, но и за другите обвиненија кои се или ќе следат во судскиот процес. Специјалното јавно обвинителство, без оглед што имаше поднесено барања за притвор за поранешниот премиер Груевски во текот на 2016 година, не го ослободува од одговорноста дека тие и после тоа можеле постојано да поднесуваат барања, особено после изрекувањето на правосилноста на казната од 2 години затвор и можноста тој понатаму да започне да размислува за ова што го стори како дело, односно неговото бегство. И третиот сегмент е судството. Судиите исто така можеле да проценат врз основа на сето тоа што го изрекле како казна за Груевски, но исто така имајќи во предвид другите судски процеси, дека може да настане сериозна состојба, може да започне Груевски да размислува за ова што го направи и од тој аспект и тие можеле да изречат таква мерка, притвор, со што би се обезбедило неговото служење на, би рекол во овој смисол сега заслужената казна, бидејќи е така и донесена пресудата. Неспорно и самите споменавте дека веројатно имал соработници и помошници кои сето тоа или го организирале или помогнале да избега од државава. Веројатно тоа ќе покаже и внатрешната контрола на МВР или истрагата која ја спроведуваат. Меѓутоа не може да се занемари делот на пример на разузнавачките служби. Колку се тие вклучени тука и дали кај нив може да се лоцира некаква одговорност? Кога зборувам за безбедносните структури или институции, и кога зборувам за Министерство за внатрешни работи, во прв план мислам во нивното превентивно дејствување кои се тие информации со кои тие располагале како разузнавачки информации за неговото движење, неговите средби, неговите планови, затоа што тоа сето можело да биде откриено доколку професионално се постапувало и во таа смисла, во превентивна смисла да се делува да се пресретне бегството на поранешниот премиер Груевски. Овде очигледно е закажано сето тоа, аматерски се постапувало, неодговорно и не сакам да верувам дека е тоа наменски направено, но ако е наменски направено, тогаш имаме сериозни последици и по иднината на Република Македонија во смисла на тоа дека во овој момент, ако Унгарија му даде азил,
Тоа значи дека Република Македонија не е слободна држава, не е правна држава, членка на Европската Унија ни дава таква оценка. Понатаму, со започнувањето на пристапните преговори за членство во Европската Унија, сериозно ќе се сретнеме со тој проблем дека нема ништо направено на планот на демократизацијата на општеството, на планот на реформите во правосудството и така натаму, што ќе ја успори сета она активност што актуелната власт ја правеше фактички на хартија, а се потврдува практично дека ние ништо сериозно не сме направиле.